Јас и животните од зооградината. Современите педагошки програми, освен што во фокусот на едукацијата го поставуваат детето и неговиот интерес за одредени теми, се повеќе се насочени кон излегување од рамките на образовните институции и поттикнување на зголемениот интерес и свест за надворешното опкружување кај најмалите деца, уште од предучилишниот период, и го сметаа тоа како вреден додаток на традиционалното предавање во затворениот простор. Сепак, ова не е едноставна задача на креаторите и реализаторите на образовниот процес, односно вработените во градинките, бидејќи образованието на отворено е повеќе слојна област на планирање на едукација која вклучува комбинирање на желбите на учење, кои произлегуваат од самите деца и локалните ресурси кои се на располагање. Особено, кога интересот на децата е природата и животните, потребно е активноста да се насочува во правец на негување на односи меѓу човекот и природата и животните, грижата за истите, како и поврзување на претходно стекнатите знаења, базирани и оформени преку формални активности на различни теми и учење во градинката. Целта на овој вид активности е да се поттикнат и формираат искуствата и перцепциите кај децата преку овој вид учење на отворено. Поконкретно, целта е да се истражат ефектите од тоа како урбаните деца ја доживуваат природата, конкретно дивите животни во зооградината, преку директен контакт и нивно наблюдување. Кои се нивните мисли, идеи, креации кои се создаваат по нивна средба со тие животни. Но секако и тоа како овој вид на активности го менува нивниот однос и чувства за заштита и грижа за истите. Вовед. Прва фаза. Раѓање на идејата. Иницијална идеја за оваа активност произлезе од детската желба за запознавање одблизу на дивите животни од далечните краеви. Идејата се роди со набавката на нови едукативни книги и детски енциклопедии на тема диви животни за библиотечното катче во градинката. Децата во ова катче во слободните активности ги разгледуваа книгите, со голем интерес прашуваа, учеа, но сепак нивниот интерес ги надмина овие рамки на печатен материјал. Тие само иницијативно започнаа во градинката да носат CD-а со анимирани и документарни филмови за животните од Африка, Азија, Австралија, кои со задоволство се гледаа во занималната. Бидејќи интересот за оваа тема беше голем, а се ближеше светскиот ден на животните, 4 октомври, воспитниот кадар и стручниот тим во соработка со локалните ресурси реши овој датум да го одбележи поинаку од вообичаеното и да организира активност. Посета на зооградината, која се наоѓа во близина на градинката, а патот од градинката до неа води низ градскиот парк. Оваа фаза опфаќаше организирање на посетата, најнапред преку создавање на екипа на вработени кои ќе ги придружуваат децата, најавување на посетата во зооградината и нивниот едукатор, како и планирање на целта на посетата, односно кои животни ќе се разгледуваат, Втора фаза. Посета на зооградината. Втората фаза е самата реализација на посетата на зооградината, реализација на зацртаните цели на планираната активност, но и враќање и прошетка низ градскиот парк до градинката. Активноста своја завршница ја имаше во градинката, во дворот, каде на поставените детски штафелаи, маси и ликовен и неликовен материјал, децата креативно ги изразија своите стекнати знаења и тоа преку цртање, сликање, моделирање и обликување посеќавање од посетата. На крајот, во холот на градинката, заедно се направи изложба на детските творби и детски мисли настанати по посетата. Децата
При земањето од градинка со големо задоволство им раскажуваа на своите родители каде биле и што виделе, што научиле, кое животно им оставило најголем впечаток и зошто, а им ги покажаа и ликовните творби. Трета фаза. Сумирање на резултатите и ефектите од активноста. Во оваа фаза, воспитувачите и стручниот тим ги разгледуваше ефектите од активноста, односно, кои се бенефитите на ваков вид на едукација на отворен простор, надвор од занималната, преку директниот контакт на децата со природата и животните. Се согледуваа позитивните емоции и богатите искуства, преточени во знаења и изразени преку ликовните творби и детските искази, креирани по завршување на посетата на зооградината и прошетка низ градскиот парк. Исто така, се согледа и ефектот врз воспитно-образовниот кадар, кој научи како може одредени формални знаења и факти стекнати во занималните, преку аудио и визуелниот материјал, можат да бидат зацврстени, збогатени и облагородени со организирање на вакви слични активности, секако доколку во околината постојат ресурси соодветни на темата и на детскиот интерес, како образованието на отворено е значајна можност за учење. Активност. Јас и животните од зооградината. Воспитна група 4 до 6 години. Цел на активноста – оспособување за препознавање и класификација на животните според местото и условите на живење, карактеристиките, ползата од нив, како и начините за безбедно однесување. Место на реализација – зоолошка градина. Воведен дел. Најнапред, со децата, пред да се упатиме во зоолошката градина, разговараме за целта на нашата посета, во која ќе се запознаеме со животните кои престојуваат во неа и како треба да се однесуваме и грижиме за нашата безбедност за време на посетата. На самиот влез на зоолошката градина купуваме билети, кои секое дете треба да ги покаже на влезот и воедно да ги чува до крајот на посетата. При влегувањето се запознаваме со зооедукаторите и зоочуварите, разговараме што представува нивната професија и што е нивната секојдневна задача и обврска во зооградината. По кусиот разговор, заедно со нив правиме план за нашето движење низ зоолошката градина според интересот на децата. Се договараме за редоследот на активностите кои однапред заеднички ги планираме, а ги реализираме тековно со децата. Главен дел. Прва игра. Лов на животни. Игра лов на животни. На мапа со континенти, која ја носиме со себе, децата треба да го пронајдат животното кое го сакаат и истото треба да го пронајдат во зоолошката градина. Кога ќе го пронајдат со помош на зооедукаторите и чуварите, децата го прецртуваат животното. Играта продолжува се додека не ги пронајдат децата сите животни од мапата. Преку оваа активност, децата се здобиваат со сознание за животните, нивните имиња, нивните карактеристики, живеалишта, распространетост по континентите, начинот на исхрана, а воедно ја подобруваат ориентацијата во просторот. Втора игра. Игра зообинго. Во оваа активност, децата имаат во себе картички со слики на животни, а воедно и на нив се напишани имињата на животните. Додека децата шетаат низ зоолошката градина, на картичката што ја држат, треба да го прецртаат животното, или неговото име, или првата буква. Кога ќе ги прецртаат децата сите животни кои ги виделе, играта завршува. Преку оваа активност,
Децата можат да ги подобрат вештините за препознавање на букви и зборови, како и со имињата на животни кои ги запознаваат за прв пат. Трета игра – допри го животното. Во оваа активност, децата имаат можност со помош на зооедукаторите и зоочуварите во едукативните центри да се запознаат со животните, да ги допрат, погалат и да си поиграат со нив. Преку оваа сензорна активност, децата имаат можност да научат, односно да стекнат сознанија преку нивните сетила за допир и мирис. Четврта игра – ги храниме животните. Во оваа активност, децата заедно со зооедукаторите и зоочуварите имаат можност да ги нахранат животните. Ова е еден од начините децата да се зближат со животните и да научат повеќе за грижата за нив. Преку оваа сензорна активност, децата стекнуваат нови искуства, користејќи ги своите сетила, како и сознанија за нивната исхрана. Преку сите реализирани активности, кај децата се поттикнуваат и развиваат нивните комуникацијски вештини, јазични способности, преку следните поттикнувачки прашања. Со која буква започнува името на животното? Од каде е ова животно? Што јаде животното? Дали неговото крзно е меко или грубо? Колку животни гледаме? Која боја е животното? Кое беше најмалото, а кое најголемото? Кое е ваше омилено животно? Завршен дел. По враќањето во градинка, со децата разговараме за впечатоците, за тоа што виделе и научиле. Во Центарот за уметност, поставен тој ден во дворот на објектот, децата имаат можност своите стекнати сознанија и искуства за животните да ги изразат преку цртање, сликање и моделирање на животното, кое најмногу им оставило впечаток. Заклучок. Како заклучок, најважно е да се каже дека овој начин на реализација на една активност надвор од рамките на градинката целосно ги исполни нашите очекувања и не поттикна понатаму како кадар кој ги планира и реализира секојдневните активности во градинката, доколку постојат соодветни ресурси и можности и во иднина да планира да се организираат вакви и слични активности на разни теми од детскиот свет. Треба да се признае дека ефектот на оваа активност кај децата и кај воспитно-образовниот кадар беше позитивен, а целта на активноста целосно реализирана. Важно е да се напомене и тоа како овој вид на активност успешно го промени односот и чувствата на децата за заштита и грижата за животните. А тебе, Ирина? Мечката, ја видовме ли во зоолошка? Да. Што има, Марко, на тебе? На твојата сликовница? Друго што ти се допаѓа најмногу? Морска звезда, да. Да, друго, Кире, што има во твојата сликовница? Што ти се допаѓа? Што е тоа? Кока исто, да.